Почитувани, денеска е 27 април. Пред 2 години, на овој ден, имавме една од најгрдите епизоди воопшто во историјата на модерна Република Македонија. Имено на тој ден, знаете сите, беше организиран упад во највисокиот законодавен дом, во кој тогашната партија на власт се обиде да го спречи мирниот трансфер на власта. На тој ден страдаа пратениците, страдаа новинарите, страдаа вработените во собранието. Дел од луѓето кои упаднаа добија судски пресуди, за дел од нив се постапките во тек. Она што е најважно и што мислам дека треба во овој изборен контекст, во очи на вториот изборен круг да се потенцира, е дека не чувме политичка осуда, воопшто било каква осуда, макар од човечки аспект, на луѓето, на политичката партија, на кандидатите кои сега ја бараат вашата доверба во очи на 5 мај и вториот круг на претседателските избори. Имено, партијата која тогаш тоа го организираше, ВМРО-ДПМН, и незиниот кандидат, односно кандидатка за претседател Силјановска, ниту тогаш, ниту во изминативе 2 години, по било кој повод, не кажа ниту еден збор осуда за тој чин која посрамоти Македонија и ја нареди во кругот на земји каде што такви случаи се практикуваат во недостаток на базичен мир и безбедност за граѓаните. Во модерна Европа таков чин нема забележано во изминативе неколку векови. Ние бевме првата европска држава која тоа го направи и оние кои тоа го направија и ден денеска ја бараат вашата доверба врз истата платформа, врз истите политички постулати, велејќи дека сакаат повторно да дојат на власт и колнеќе се во правот и во правдата. Почитувани граѓани, сите тие флоскули, сите тие фрази за право и правдина би вределе, би имале тежина само во случај ако господјата Силјановска и партијата која поддржува го осудат овој чин и конечно кажат дека од таквите луѓе кои тоа го организираа, сите ние треба да се страниме. Ова е многу побитно од тоа кој ќе добија на изборите, ова е многу побитно и од пратенички мандати, од советнички мандати, ова е многу побитно од бројот на гласови што ќе го добиеме. Ова е побитно дури и од тоа дали ќе добиеме датум за преговори или нема да добиеме датум за преговори во јуни. Едноставно како луѓе мораме да се погледнеме во очи и да си кажеме тоа не беше во ред, тоа не беше демократски и дека такви практики никогаш повеќе во оваа држава нема да се повторуваат, сосема небитно кој е власт, а кој е опозиција. Благодарам.